Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го доби СДСМ на суд. Основниот граѓански суд пресуди дека владеачката партија го клеветала првиот човек на опозицијата. Мицкоски ја доби тужбата против социјалдемократите за видеото насловено "Антизападниот пион Христијан Мицкоски продолжува на рака на криминалецот Никола Груевски", објавено на официјалниот фејсбук профил на партијата на 2 ноември 2018 година. СДСМ доби пресуда дека го клеветал опозицијскиот лидер поради тврдењето дека Груевски во 2015 година му доделил на Мицкоски 33.000 квадратни метри државно земјиште за изградба на хидроцентрали. Се утврдува дека тужениот политичката партија Социјалдемократски сојуз на Македонија Скопје на официјалната страница на социјалната мрежа Facebook пред пошироката јавност со намера да наштети на честа и угледот на тужителот на начин што изјавила дека Мицкоски е пион кој се збогатил благодарение на неговиот шеф и ментор, која согласно членот 8 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета представува клевета. Мицкоски ја добил и тужбата против првиот човек на Интегра Љупчо Ристовски поради обвинувањата дека му помагал на Заев за референдумот за промена на името на државата. Се утврдува дека тужениот Љупчо Ристовски од Скопје пред пошироката јавност со намера да наштети на честа и угледот на тужителот изнел невистините факти што се штетни за честа и угледот на тужителот Христијан Мицкоски од Скопје на начин што изјавил дека во клучни историски моменти ВМРО ДПМН и лидерството на ВМРО ДПМН беше против македонските национални интереси. Народот беше против референдум, а Мицкоски остави слобода да се изјаснат. Заев побара референдум, го доби од Мицкоски, која согласно членот 8 од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета представува клевета. Околу добиените тужби на Facebook согласи и Мицкоски вели дека и со вака исклучително заробено судство со ниска доверба вистината не може да се заобиколи, а лагите да бидат премолчени. Канонадата на клевети, лаги и измислици од СДСМ и останатите нивни јавни, полујавни и тајни партнери доаѓа време да се разобличи. Инстант клеветите и невистинитите афери нема да им донесат кариера на инстант за лутаните во политиката. Ова значи дека сме на вистинскиот пат се до конечна победа. Колку тие пониску удираат, толку ние повисоко се креваме. Поради оваа клевета СДСМ на Христијан Мицкоски ќе треба да му исплати символична финансиска сума од 1 евро, додека Љупчо Ристовски според пресудата на има штета треба да исплати 40.000 денари.